ова издание. Наредбите на администрацијата на Бајден за задолжителни вакцини против COVID-19 пред Врховниот суд. Белата куќа вели дека тие се клучни во борбата против пандемијата. По 55 години историја, најголемиот саем за технологија и електроника ќе биде онлайн. А почетокот на новата година секогаш е и почеток на трката за Оскари. Повеќе за номинациите и пораките на годинишниве кандидати во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Врховниот суд на САД денес ги разгледува двете наредби на администрацијата на председателот Џо Бајден за задолжителна вакцина против COVID-19. Федералните наредби ги обврзуваат работодавците со 100 вработени или повеќе да мора да им наложат на работниците целосно да се вакцинираат против COVID-19 или неделно да се тестираат. Исклучок би постоел само во случај на одредени религиозни или здравствени причини. Портпаролката на Белата куќа Џен Псаки рече дека овие наредби се од клучно значење за државата во борбата против пандемијата. Сега за ова ќе одлучува Врховниот суд, откако голем број на пониски судови издадоа различни мислења за политиките на Бајден. До сега во САД има над 800.000 смртни случаи како последица на коронавирусот. А следно, прв пат во 55 години историја, најголемиот саем за технологија и електроника кој традиционално се одржува во Лас Вегас, делумно ќе биде онлайн поради пандемијата. Некои од изложбите сепак ќе може да се видат и лично. Саемот, како и обично, ќе биде домаќин на некои од најголемите имиња во технолошката индустрија. Еве кои производи ќе бидат актуелни годинава. Пандемијата се уште е присутна и се повеќе настани се откажуваат, но најголемиот технолошки настан во светот ќе продолжи на хибриден начин во Лас Вегас или онлайн. Повеќе од 2000 изложувачи од целиот свет ќе ги представат своите производи и услуги на саемот на технологија и електроника. Ќе имаме области фокусирани конкретно на прехранбената технологија, на вселенската технологија, а потоа и на работи како популарните токени. Саемот, како и обично, ќе биде домаќин на некои од најголемите имиња во технолошката индустрија. Тука се LG, Samsung, Sony, Canon. Ќе бидат присутни и стартапи и помали компании. На планот на вселенската технологија, една компанија која присуствува на саемот наречена Zero G, им нуди на луѓето можност да искусат безтежинска состоба без да мора додат во вселената. Специјално модифицираниот Boeing 727 лета на надморска височина над 5,7 км во специфични формации за да создаде безтежинска средина, дозволувајќи им на петниците да лепдат и се превртуваат како да се во вселената. Како во изминатите години ќе има силно присуство на автомобилската индустрија со фокус оваа година на самоуправувачките возила, вклучувајќи и камиони. Ги имаме BMW, Amazon, имаме и нови компании како компанијата наречена Too Simple, која работи со самоуправувачки товарни камиони. Повторните случаи на коронавирусот значи и помалку изложувачи лично. Например, околу 120 компании ќе дојдат од Кина наместо предвидените 700. Тоа се должи на пандемијата и периодите на карантина, вели Чупка. Но меѓународното присуство без оглед на тоа ќе биде големо, вели таа, со бројки за предрегистрација кои покажуваат дека околу 30% од излагачите доаѓаат од странство. Таа вели дека некои брзо растечки области во технологијата ќе играат поголема улога во саемот отколку во претходните години. Очигледно, дигиталното здравство ќе биде огромна растечка област, особено заради последните 2 години во пандемија, што ја донесе телемедицината и предмети за следење на здравието што луѓето ги користат за себе мониторирање. Друга област е технологијата во стамбената област, каде што компаниите го прават домувањето попаметно и побезбедно. Видовме многу напредок во паметните домови, но не сме го виделе тоа во становите и апартманите, а тоа навистина сме фокусирани. Сега со пандемијата многу луѓе веќе не сакаат да ги допираат рачките на вратите. Така, и јас како станар користам стамбена апликација што отклучува главната влезна врата. За Карен Чупка саемот е за глобалната технолошка заедница која се поврзува со светот. За оние кои ќе дојдат лично, ќе имаат таа можност да го направат тоа што можат тоа да го сторат одблизу во живо. Другите ќе ја добијат можноста да ги видат новите идеи и да остварат врски дигитално.
А годинешниве кандидати за Оскар ги отсликуваат проблемите и анксиозноста со кои се соочуваат многумина во ова турбулентно време. Еве што велат за пораките на новите филмови, новинарите и режисерите, меѓу кои Стивен Спилберг. Ремейкот на West Side Story на Стивен Спилберг е инспириран од истоимениот мюзикал на Бродвеј во 1957 година. Спилберг ја раскажува приказната за двајца млади љубовници од етнички различни ривалски банди во Њујорк, која е исто толку актуелна денес како и пред повеќе од 60 години. Поделбите меѓу неистомислениците се стари колку и самото време. Поделбите помеѓу Sharks и Jets во 1957 година кои го инспирираа мюзиклот беа длабоки, но не толку поделени како што се денес. Се очекува филмот да добие номинации за Оскар, вели уредникот на филмски награди Клейтон Девис. Ариана Дебозе, која игра Анита, ја игра улогата што играше Рита Морено пред 60 години. И ако победи како што изгледа, таа ќе биде втората латиноамериканка што некогаш освоила споредна женска улога. Психолошкиот трилер Кошмар во уличката во режија на Гилермо дел Торо ги представува малите граници помеѓу она што е реално и она што не е. Бредли Купер игра антихерој во бегство, кој се придружува на патувачки карневал. Актерската екипа ја вклучува Кейт Бланшет. Дел Торо го напишал сценарието заедно со неговата сопруга Ким Морган. Тоа ја одразува анксиозноста на овие времења. Барем така се почувствувавме кога го пишувавме тоа. Повеќе за американскиот сон, нешто што се уште постои, но и нешто што е многу тешко за луѓето да го постигнат. Но другата страна е секогаш како кошмар. Во мрачната сатира на режисерот Адам Мекеј, Не гледај нагоре, се зборува како огромна комета се заканува да ја уништи земјата. Леонардо Ди Каприо и Дженифер Лоренс ги играат двајцата астрономи кои се обидуваат да го убедат светот да действува пред да биде предоцна. Мерил Стрип ја игра демагогичната американска председателка, која ја подценува катастрофалната закана. Клейтон Девис вели дека сатирата на Мекеј е премногу реална. Првите 30-40 минути се смеев и тогаш престанав да се смеам затоа што си реков ова е премногу реално, бидејќи ова може да се случи утре. Филмовите како Кралот Ричард се омилени и од критичарите и од публиката. Во моментов луѓето бараат да не бидат депресивни, особено сега кога повторно има пораст на случаите од ковид. Во биографскиот филм се раскажува како тенисерките Вилијамс, две афроамериканки од лошата населба Комптон во Лос Анџелес, станаа суперзвезди преку поддршка на нивното семејство и неуморниот тренер, нивниот татко Ричард Вилијамс. Вил Смит го продуцираше филмот и ја игра главната улога. Мислам дека Вил Смит има навистина шанси да освои Оскар. Вилијамс за Гласот на Америка изјави дека филмот ја прикажува моќта на афроамериканското девојче. Филмот е снимен многу убаво. Сите акциони секвенци беа неверојатни. Се разбира, нашето семејство беше многу истакнато во него и јас сум многу возбудена што овој филм ќе инспирира многу луѓе. Друг омилен филм на критичарите е Белфаст од Кенет Бранах. Сместен во главниот град на Северна Ирска. Филмот, инспириран од детството на Бранах, го прикажува животот на 9-годишниот Бади во 1969 година. Бранах изјави за Гласот на Америка дека и покрај политичкото и сектарско насилство околу животот на Бади, филмот се фокусира на семејните врски и заедницата. Мислам дека филмот се базира на сочувство и почит како и признавање и славење на разликите на луѓето, нешто што е тешка тема за сите во моментов во поларизираниот свет. Благодарам на вниманието. Среќен Божи за оние што го празнуваат, а ние се гледаме повторно во понеделник. Пријатно!